Почитувани, граѓаните кои во огромен број го користат јавниот превоз, денеска повторно мака мачат да стигнат на работа, на училиште, на факултет, на пазар. ДПМН е виновникот за хаосот што се случува во јавното сообраќајно претпријатие, во јавниот превоз. Локалната власт на ДПМН во град Скопје за 2 години буквално го уништи јавниот градски превоз. Членовите на управниот и надзорниот одбор во јавното сообраќајно претпријатие се од ДПМН. Додека претпријатието се дави во долгови, не може да подели плата, не може да се функционира, тие не преземаат ништо. Советниците од ДПМН го имаат мнозинството во Советот на град Скопје. Да не го кочеа проектот за брзиот рапид транспорт, немаше денес граѓаните на Скопје да се соочуваат со проблеми како да стигнат на работа, како учениците на почетокот на второто полугодие да стасаат на настава. Наместо да имаат модерен превоз со брзиот рапид транспорт, проект поддржан од Европската банка за обнова и развој, за кој се обезбедени средства во висина од 70 милиони евра, скопјани страдаат од неспособноста и инаетот на ДПМН. Скопјани знаат дека советниците од ДПМН се противеа на одлуките за субвенционирање на ЈСП и намерно, заради лични хирови на Мицкоски, дополнително го заглавија предпријатието. Хаосот што се случува во ЈСП и во Скопје е пример за тоа што се случува кога ДПМН ќе биде на власт. Советничката група на СДСМ и коалицијата, иако е опозиција, ќе го поддржи барањето за доделување субвенции на ЈСП, да може вработените да добијат плати и автобусите да продолжат да сообраќаат. ДПМН треба да преземе одговорност, своите политички и лични хирови да не ги префрла врз скопјани. Сеопфатно решение за јавниот превоз во Скопје има. Тоа е брзиот рапид транспорт и што поскоро овој проект треба да се реализира.